Здраво и добродојавте во уште една епизода од нашиот подкаст. Денес со нас имаме двајца млади момци кои што се стартап основачи, кои покрај своите години храбро чекорат во светот на бизнисот. Ќе зборуваме за тоа што ги мотивирало да започнат, кои се предизвиците со кои што се соочиле и што мислат за улогата на образованието, формално и неформално. Со нас е Васили Србиновски и Војдан Тодоров. Добро дојдовте. Добро ве најдовме, фала ви на поканата. Фала ви на поканата. Дали може да ни кажете нешто повеќе за вас и за вашата успешна приказна? Јас сум Васили, имам 21 година, моментално сум трета година на факултет, а пред некои 2,5 години започнавме заедно со Војдан, нашата маркетинг агенција, која моментално се занимава со претежно e-commerce брендови, e-commerce клиенти и имаме неколку брендови наши. Јас сум Војдан, имам 21 година. Јас сум исто така трета година на економскиот факултет. Со Васили веќе 3 години работиме нашата маркетинг агенција. Исто така главен фокус ни е онлайн продажбата. Работиме на локален пазар и исто така и во Велика Британија и во Југоисточна Европа. Што ве мотивираше да започнете свој бизнис и кои се најголемите предизвици со кои што се соочивте, поради тоа што сепак сте почеле доста млади? А можам да кажам дека е предизвик, бидејќи ете на 19-20 години околината нема вајб за некој започнување на бизнис, поготово во Македонија или на Балканот. Се нели се знае што се прави на тие години, се излегува, се прави, ја не викам дека тоа не сум го правил и не треба да се прави, но ете, на тој начин сме започнале, више еве 2,5-3 години. Мене како најголема мотивација секогаш ми било тоа што секогаш сум се гледал како човек, како креатор, што прави своји работи без разлика каков тип на бизнис е во прашање. Никогаш не сум ни можел да замислам да бидам вработен во некоја нормална фирма и само да се прилагодам на тоа. Како што каже Васили, што самиот старат не сме осетиле никогаш некој предизвик, што сме мислеле дека е тежок или дека е непобедлив. И може и заради тоа што сме млади не било само поголем плюс. Кој беше моментот кога сфативте дека вашата идеја има потенцијал, односно како се случи тоа од идеја да направите нешто волку големо како маркетинг агенција? Кога почнавме, имавме различни идеи, не почнавме чисто со оваа помисла и така да стигнеме до целта. Постојано се менувавме, растевме, да кажам, смислувавме нови работи и само тој пат, да кажам, не направи да се позиционираме вака како денес. Секако идејата, сме имале повеќе идеи, многу неуспешни, многу успешни. И сега тука секогаш иде таа некоја класична приказна, на почетокот не се правело пари, не се заработувало, ама и можам да кажам стварно било така, многу работи на почетокот беа различни, многу работи ние не ни знаевме, учевме додека да речам бараме клиенти. И на почетоците никогаш не ни била таргет, да речам, Македонија, бидејќи сме мислеле дека не е некој пазар, да речам. Секогаш сме мислеле дека Америка или Велика Британија, Англија се некои пазари каде што само таму има просперитет и дека таму се главните финансии. И да, на почетокот пробавме само таму и да речам многу се измачивме, а и не знаевме многу работи. Ама така ги научивме реално најголемите работи со тие, да кажам, мали неуспеси, што не ги ни гледавме како неуспеси реално. Да, добро, скала по скала сте си оделе, реално не е. Па ние реално пробавме од најгорната скала на самиот почеток и после свативме дека не е толку лесно, ама пак заради тоа многу нагло, многу научивме, да кажам. Што ви кажале дека е подобро нагло да се почне така како што почнавте или? И да, како што кажа Војдан и ти како што кажа, отидовме на најгорната скала, да речам. И да, можеби малце не е охрабувачки кога ќе видиш дека не си стигнал до таму, ама барем си стигнал на погоремо ниво него ако би почнал по првата скала. И што се вика народно да се избедираш на некој начин дека не си успеал до таа скала, но потоа све ќе си пак него гледаме така, да. Што мислите за академиите и неформалното образование, односно оние во споредба со факултетот, дали мислите дека нешто што би охрабриле некој млад да го направи или мислите дека сепак факултет си е доволен за еден млад човек да си почне негов стартап? И дали воопшто академијата мислите дека ви даде некоја поддршка за да го почнете СЕО? Вака, моje лично мислење за факултетот е дека треба да биде број еден извор на вештини и знаење,
но кога е направено правилно. Значи, мислам дека со 400 страни книга и да се учат дефиниции, да се меморизираат дефиниции, после да се запишуваат на лист што си запомтил, е нелогично и нема никаква поента за понатака како ти ќе се развиваш и како ти ќе стекнеш знаење. Додека кога станува збор за неформалното образование, пак тоа е малку широк поем заради тоа што секоја академија, пак приватен бизнис е многу различна една од друга. Јас лично можам да зборам само за Brainstar, бидејќи со нив сум имал искуство. Вештините и начинот на работа кој се применува таму е многу покорисен за понатака кога доаѓа вистинската работа на клиенти. Така што сметам дека некоја комбинација од ресурсите, средствата и можностите што ги имаат факултетите во Македонија да би се скомбинирале со наставната програма и начинот на работа како Brainstar би дале многу поголеми резултати. Верувам дека во Македонија би излегувало кадар како што има во најдобрите факултети во Европа. Така, јас исто на некој начин го мислам истото. Не мислам дека факултетот е битен за ти да започнеш свој бизнис, сепак тоа е некако во твојот ментален склоп, да речам. И околу неформалното образование, има Brainstar, има уште неколку во Македонија, но како неформално може да земе гледање YouTube видеа, што јас лично кога сум завршил Brainstar, да, јас знаев повеќе работи, но не сум бил, мислам и сега не сум бил експерт во нешто. И секогаш ти мораш да продолжиш да учиш, иако си завршил неформално или курс од некои 2-3 месеци, а да не зборувам за неформално, што се менува програмата сигурно поретко отколку би се менувало на некој курс што е онлайн или на некој Brainstar како приватен бизнис што тоа живеат и тие константно менуваат и мора да се со трендови. Ама секој човек мора да продолжи да учи и надвор и од формалното и од неформалното со цел да биде на повисоко ниво или на скалело поголе. Да, ама пак се согласувате дека дури некој да си го почне својот стартап бизнис пред да почне да дојде на факултет, дека сепак битен дел од животот е факултетот. Не, јас лично мислам дека исто така многу варира од во која област, за која област се работи, значи пак сметам дека доктор без факултет е невозможно, дека не може никако функционира, или адвокат и архитект или инженер, некои такви професии, верувам дека не може без факултети, дека треба убаво да се посвети темелно да се научи целата материја за да ти утре можеш да си званично професор или доктор или слично. Додека пак во вакви професии како што се поврзани со бизнис, мислам дека самите студии за бизнис не помагаат толку многу на самиот бизнис. Така што ако твојата цел е да отвориш, пример, приватна ординација, тебе нормално дека мораш да завршиш факултет за да бидеш доктор, ама за да ти станеш за некој друг тип на бизнис, поврзан со трговија, пример, не мислам дека толку би ти завршила работа ако завршиш економски факултет, со економски факултет директно на твојот бизнис. Нормално се учат доста работи, се учат некои основни концепти, но за по-специализирано и експертско знаење не е доволно факултетот нормално и дека не само едноставно константно да се учи, мора и да тоа е така, дека системот ни е таков, нели, се тоа што слушаме и формалното образование ни на тоа ниво што ни е, но ја мислам дека сепак ако ти сакаш и го сакаш нештото, мислам дека ќе најдеш начини да научиш и додека си на факултет и да не си на факултет или само си завршил академија, мислам дека за сите има простор и да ги прават сите работи одеднаш. Добро, јас сметам дека сепак битен ти е факултетот во животот, поради тоа што и ти како што кажа, не можеш да си доктор без факултет, не можеш да си правник без факултет и слично. И мислам дека освен тоа што те учи, ти ствара некоја дисциплина во животот, каде што треба да станеш, ако си редовен студент треба да станеш са бајлето, треба сепак да научиш пред испит, пред колоквиум и ти дава ти представува некој начин на живот кој што понатака, дури да имаш свој бизнис, ќе мора да го тераш. И мислам дека доколку не се запише некој на факултет, дека ќе навлезе во некоја комфорт зона и дека можеби потешко ќе излезе од истата. Јас правев година пауза пред факултет и
земав академија само ради таа причина да не влезам во својата комфорт зона, дека од средно автоматски си одиш на факултет и тука не си го рушиш ритамот. Ама кога правиш година пауза, мора да имаш барем некаква обврска во текот на денот, за да не си навлезеш во тоа, па супер ми е вака, си правам што сакам, немам никакви обврски. Од тој аспект мислам дека факултетот е доста... Да, ама реално и со факултетот ти можеш така, пак мислам дека доаѓа тоа до самиот човек и ти пак можеш да си недисциплиниран дури ако си на факултет и ти пак некако да го буткаш факултетот, ти може да не стануваш рано, да не идеш на предавањата, да учиш кампањски од колоквиум на колоквиум или од испит на испит и ти пак да го завршиш факултетот кога тогаш. И пак не мислам дека е толку клучно да речеме за стекнување на дисциплина. Зборам тоа е исто како и средното образование горе-доле и истите тие навики сме ги правели во средно, кај што било дури зависи за кого како, мене било построго да кажам, исто и во основно и тоа е да кажам навика која цел живот тебе секако ти се гради. Тоа со годината пауза мислам дека е многу добра работа, што можеш имаш и време да ти е малце досадно и да можеш поубаво да се пронајдеш што те интересира и што сакаш да правиш понатака со животот, да не избрзаш само колку да избереш факултет за да бидеш на факултет, што тоа исто така нема никакво. Или кога збориме за дисциплина, јас што мислам дека може да створи некоја дисциплина, ама јас од лично искуство сум се бавел професионално со кошарка, сум тренирал цел живот од мало дете. И ако ти си спортист, дисциплината е на многу поголемо ниво од колку ти дојдеш во средно или дојдеш на факултет, што е така општо за сите. И ја мислам дека дисциплина е ти самото тоа што бидел у теретана, да вежбаш. Тоа е дисциплина на некој начин, дека не мислам дека факултетот треба да биде како извор и дисциплиниран сум јас сум на факултет. Тука више треба да размислуваш што понатаму во животот, не си во средно, да више на некој друго ниво, кај што за некоја година треба и деца да речеме да имаш. Така да. Што треба да се промени во системот за да им се олесни патот на младите кои што сакаат да започнат со свој бизнис? Што мислите дека е некоја пречка која што вие сте имале лично или пак некоја која што се уште не сте се соочиле, ама мислите дека некогаш ќе се сретнете? Јас искрено мислам дека нема некои преголеми бариери да речам, ама има големо незнаење. Пример, ние на 19 години отворивме својата фирма, нашата фирма, и ја немав појма што е фактура. Не знам да испратам фактура, не знам да направам фактура, не знам договор да направам. Мислам, тие се некои битни работи што на факултет ти нема да ги научиш. На кој факултет на економски, на мојот смер, нема да се научи тоа фактура, а ти ако отвориш свој бизнис, како без фактура. Тоа е најмал пример. Па после има уште еден куп документација и ти ако не најдеш некој сметководител или некој пријател што има бизниса да ти каже, е многу потешко. Таа некоја бариера дека нема некоја едукација, што ја мислам дека би требало да се направи во средно, кај што буквално е пракса, ти да одиш да отвориш бизнис, буквално тоа да биде праксата. Не е сега во средно ние, идеи, правиме проект за идеи како ќе направам бизнис. Не мислам дека тоа е добар начин, мислам дека треба да се едуцираат децата на како се отвара бизнис и што тоа значи. Да, и сега не сретна еден професор на факултетов тука, на факултетот. И пеш со него го правиме мојата дека во Естонија и во Данска, мислам да кажа, дека кога некој човек ќе отвори бизнис, првите 3 години е ослободен од давачки, од даноци и тоа е баш добра идеја што би можела да помогне многу за развој у стартот на бизнисот и понатака да му го олесни многу патот да може да стигне подалеку. Да, посебно за млади, мислам дека е одлична идеја. Да, уште повеќе за млади, да. Бидејќи ти истите обврски ги имаш како и неголемата фирма во Македонија, пример, аз си фирма од двајца или некој пат еден. Да. Каков совет би му дале на млад човек што размислува да започне свој бизнис, како некој кој што го започнал својот бизнис како млад и како некој кој што веќе, како што кажавте, 3 години се бави со истиот? Што би му препорачале и од што би му кажале да се пази, да кажеме? Па јас искрено мислам дека тоа не е толку тешко да започнеш, тешко е да продолжиш, да речам, бидејќи ќе отвориш на TikTok и ќе скролаш на TikTok 10 минути и ќе ти излезат 20 идеи како ти да започнеш свој онлайн бизнис и дека така лесно се правеле пари или на YouTube изгледаш 100 видеа, а јас лично сум го осетил тоа, пошто јас сум ги гледал тие видеа пред 3 години и сум мислел дека јас вака ќе направам некоја сума на пари, дека одма ги скупам кола, како секој машко што размислува,
ама сепак не е така и ти кога ќе сватиш дека не е така, тука ако продолжиш ти можеш да изградиш бизнис. Ако ќе сватиш дека не е така и ти го се откажеш, за 2 месеци ќе почнеш некоја друга идеја, пример, не знам, со крипто, па после 2 месеци друга идеја и цело време ќе скокаш така. А за тоа цело време си можел само едно нешто Да, за тоа да време си си само изградиш си сам го себе. терал тоа и понекогаш и тие големи како се expectations? Очекувања. Понекогаш и тие големи очекувања може и да те некако да те паднат на земја, а некои луѓе само тераат кон тоа и си продолжуваат. Така да мојот совет, што може и не сум достоинствен да давам некој совет како млад човек, ама само да се продолжи да се работи, тоа е тоа. Да, јас исто сметам дека дисциплината и визијата е најбитна и дека само треба да се почне за тоа што стварно се верува и дека стварно ти одговара да го работиш и само така не се откажуваш. Кога сме веќе на овој муабет, ние 4 месеци работевме без да направиме денар. Мислам, 4 месеци залудно фактички работевме, што на крај пак не се покажа дека било залудно, ама пак у тие месеци работевме, секој ден работевме, не е нешто премногу, ама битно е таа дисциплина и тој, да кажам, напор и постојано да пробуваш нешто ново и да не се откажеш. Кога тогаш не може да не успее ако веруваш и ако знаеш што приш, ако нормално не измислуваш топла вода. Фала ви многу што дојдовте на подкастов и ви Фала ти посакувам на тебе. многу успеси и се надевам дека ќе стигнете до таму каде што си имате сетирано вашите очекувања и повисоко. Фала ти. Фала ти, фала ви. Фала ви на вас и се гледаме во наредна епизода. Чао!